председателе, се мислев дали да се явам процедурално или да се явам за дискусия. Иако мислам дека, како и да го кажам, на крај на денот постапката е иста, односно вие продолжувате да окршите деловникот и да поставувате партиски кадри на секое можно место што постои во државата. Оние кои што... Како? Па не, зборам за точка А, затоа ќе ве замолам да ме оставите да дискутирам, а ќе дојдам и до поентата. Вака сега. Точка на дневен ред е предлог за избор на член на Совет за јавни обвинители на Република Македонија. На огласот пријавени се тројца за избор на еден член на Совет за јавни обвинители, и тоа Кети Петкова, Светлана Жупановска и Митко Митревски, кои што ги повлекува документите во меѓувреме и остануваат два кандидати. Комисијата исто и како за уставните судии не ги разгледува сите пријавени кандидати, односно кандидатот кој што вие сметате дека треба да биде член во Советот за јавни обвинители, го разгледува прв и потоа констатира дека е безпредметна дискусијата за другите членови, што прво не е во ред, второ се скратува можноста да сите пријавени кандидати, затоа што на оглас барате да се пријават, бидат разгледани и комисијата на крај на дискусијата одлучи кој кандидат ќе го пушти, односно ќе даде извештај за кандидатот за кој што застанува. Сега вака со изборот на Светлана Жупановска, вие го скративте, ја скратите можноста за дискусија по другите, а ја хипотетички ќе прашам, што ќе се случише ако председателката на комисијата, која што под ваш притисок мораше да ја заврши седницата, дозволеше да продолжи и еве така некој од следниве кандидати остави впечаток за дека заслужува да биде член на Советот за јавни обвинители. За жал, како што реков, вие не дозволувате тоа да се случи и свесни сте дека повторно го кршите деловникот, а токму поради таа работа има интерпелација на председателката на Комисијата за избори и именување, која под ваш притисок мора да го направи гласањето на среде точка и мора да достави извештај од самата комисија. Јарно, ама тој извештај денеска усвоивме еден закон у кој што велиме дека имаме закон за номотехника на носење на закони, во кој што треба да биде пишано она се што треба да биде вградено во еден закон, ама такво нешто сме предвиделе со деловникот за работа председателе, подпредседателе веќе, што председателот не сакаше ни да дослуша, сме предвиделе некои членови во кои што се утврдува работното тело како работи и што е негова работа. И сега вели, член 128. Работното тело зазема став за секое прашање што го разгледува и поднесува извештај до собранието. И тоа е направено. Извештај имам. Сега прашањето е кога се поднесува тој извештај и што содржи тој извештај. Претресот по одделно прашање може да заврши со преоспремен, став 2. Расправата на седница на работно тело се води без оглед на бројот на присутни членови на работно тело. Работното тело, став 4, зазема став со мнозинство гласови од присутните членови, а најмалку 1/3 од вкупниот број. И став 5, внимавајте сега, став 5. Став 5 вели, извештајот на работното тело го содржи ставот на работното тело со образложение. Во извештајот се внесуваат и сите изнесени и издвоени мислења и предлози по прашање што било разгледано на седницата на работното тело. Ке повторам. Во извештајот се внесуваат и сите изнесени и издвоени мислења и предлози по прашање што било разгледувано на седницата на работното тело. Што содржи нашиот извештај? Извештај до председателот на собранието ви доставува председателот на комисијата за прашање се извинувам на изборите и именувањата,
И вели: предлог за избор на член на Советот на јавни обвинители на Република Македонија, што Комисијата за прашање на изборите и именувањата го утврди на седницата одржана на 12 јуни. Благодарам. Комисијата за прашања за изборите и именувањата, овој предлог вели го утврди по огласот за избор на еден член на Советот за јавни обвинители од Службен вестник тој и тој. Нити колку кандидати има, нити дали се дискутирало за сите кандидати, нити издвоени мислења и предлози, а издвоени мислења по однос на кандидатката имаше многу. Ниту како е гласано, ниту кој гласал, ниту зошто е прекината седницата, ниту зошто ја прогласија безпредметна дискусијата за другите кандидати. Ништо од член 128 од став 1 до став 6, посебно став 5, не содржи овој извештај. Ништо, ама баш ништо. И да не се чудите зошто е вака. Затоа што не може да се напише поинаку. Доколку би била целосно одржана комисијата, ќе стои во неа, се дискутираше за тројца кандидати, по првиот предлог гласа за, против, дискутираат тие, по вториот гласа за, против, дискутираат тие, безпредметен е третиот, четвртиот ја повлече документацијата. Ама ние во брзање да го комплетираме Советот на јавни обвинители по насока од Илинденска и од Бихачка, моравме да го завршиме изборот сега, без да дискутираме за другите кандидати. И избравме дека Светлана Жупановска, Моминско-Гроздановска ги исполнува условите за да биде дел од Советот за јавни обвинители. Нема време многу да ги разгледам документацијата, затоа што имаше колеги кои што по 5, по 3, по 2, по 1 час дискутира комплетно за Жупановска. Меѓутоа, од она што можев да го видам е дека Жупановска одреден период работела во јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат со прислушувањето или накратко кажано од СЈО. И тука ми стана јасно зошто ова собрание не почитува деловник, зошто ова собрание повторно, иако има интерпелација за иста работа, на сличен еден орган во државата, малку поголем од овој Совет на јавни обвинители, се крши деловникот, се крши процедурата за работа, за да се изберат луѓе кои што утре ќе седнат на места и на кои што ќе треба да ве бранат од она што ќе следува во наредниот период. Па се прашувам јас, дали нема да ви е незгодно, кога ќе погледнете CV-то на стручниот соработник во Основен суд 1, да гласате да биде член во Совет за јавни обвинители. Ваква грешка направивте со Судски совет. Од истата оваа говорница алармиравме и апелиравме до сите вас да бидете внимателни во предлозите за председател на Судски совет, кои што доаѓа од председателот на државата, а со кој што во тоа време бевте во добри односи, па безпредметно ги слушавте и гласавте и за Павлина Црвенковска и за Весна Дамева, за да излезат истите и да кажат дека не може да го издржат притисокот од бизнис елитата, судската елита или оние матни работи кои што се случуваат. Па циркус Медрано стана од тој Судски совет од причина што поставувате токму такви кадри, сликани по партиски настави, по партиски правни комисии, за кои што реагиравме. Сакате ли истото да го направите и со Советот на јавни обвинители? А очигледно како што се тргнати, нема да треба уште многу време за да излезат истите овие, затоа што не можат да се носат со проблемите кои што ги имаат овие институции. И не се чудите зошто е 3% довербата општо во судството. Зборуваме за обвинителството, кое што е составен дел од тоа судство. Вчера имаше некоја анкета помеѓу судиите, обвинителите, сами кои што си ја направиле. Дали ги видовте бројките? Дали тие бројки не ви алармираат нешто? Дали тие бројки не доаѓаат до вас да речете, еј, дај да застанеме, каде ја водиме државата?
Самите суди и обвинители не веруваат на Советот на јавни обвинители и Судски совет. Тоа е циркус што се случува таму на секоја седница, па ние како парламент кој што доаѓаме од различни политички партии имаме, не дека имаме нешто, ама малку сме подобри од нив. И ние сме, како да каже човек, ама од тоа што таму се случува, и вие сега денеска безпредметно прекинавте комисија вчера, завчера, изгласавте така како што изгласавте, иако процедурално реагиравме. Денеска брзаме точка на дневен ред да оставиме Советот на јавни обвинители и дотична господја која што од специјалното јавно обвинителство сега треба да ја сместиме тука. Знаеме како заврши тоа специјално јавно обвинителство, знаеме која беше целта, знаеме дека предметите им паѓаат во основните обвинителства, а уште колку предмети ќе бидат вратени од Судот за човекови права и друго, доправа ќе гледа нашата држава и ќе го носи на грб. Меѓутоа не е прашањето за специјалното јавно обвинителство, да се вратиме на темава за која што зборуваме, а тоа е Советот на јавни обвинители. Не дозволувајте, иако ве притиска, се работи за едно тело кое што треба да биде контролен механизам за работата на јавното обвинителство. Не дозволувајте во ситуација кога имаме 3% додорба во судството општо, да продолжиме со деградирање и урнисување на тие 3% кои што се статистичка грешка. Граѓаните не веруваат, граѓаните со 3% веруваат. Судиите и јавните обвинители вчера на интерна анкета се произнесоа за состојбиве. Да не бидеме ние капак, да не долеваме масло во огинот со изборот на вакви кандидати. Ова е едниот од двата огласи кои што се распишани. Денеска дискутираме по овој оглас, на кој што имаше 3 кандидати. Вие по автоматизам изфрливте двајца кандидати и не дозволивте да се дискутира по нив. На другиот оглас, замислете, има само еден кандидат. Таа точка не е отворена на комисија и повторно ќе ја дискутираме. И место да го поништиме огласот, да распишеме нов оглас, да побараме да се пријават повише кандидати, па од квантитетот да дојдеме до квалитетот, пак молчешко и тој оглас ќе помине, затоа што и таму има одредена позадина која што ќе ја дискутираме во моментот кога ќе дојде таа точка на дневен ред. Да резимирам, како што правевте со уставните судии, со прекршување на деловникот, со злоупотреба на мнозинството кое што го имате, со доверени задачи од Бихачка и од владиниот коалиционен партнер кој што го имате, го урнисувате достоинството и процедурите во собранието, меѓутоа уште повеќе ги урнисувате институциите во нашата држава. Судскиот совет успеавте да го доведете до таа ситуација во која што го доведовте, сега е наред Советот на јавни обвинители со партиски кадри, диригирани од вашите партиски штабови, да го урнисате и тоа достоинство таму малку што го има. Бидете над нивото на ситуацијата, не дозволувајте да ве злоупотребуваат, размислете со глави кога ќе одавате гласот. Затоа што тоа што вчера го кажаа судиите и обвинителите во внатрешната анкета е резултати на дел од вашето гласање тука. Затоа што онаа турска серија што се случува во Советот Судскиот совет е дел од гласањето ваше и тоа слепо слушање на партиските задачи кои што ги добивате за да гласате за одредени кадри, кои што пак, знаејќи ние од почетокот дека не се на нивото на квалитетот кој што треба, потоа излегуваат, бегаат и даваат изјави, па не знаете како да се спасите од тоа. Затоа што во секоја сериозна држава обвинување за бизнис, судска, криминална елита која што прави притисок на Судски совет е сериозен аларм. А вие и тоа не го сваќате сериозно од причина што поднесовме барање за информација за состојбите во Судски совет. Точката ја заглавивте таму некаде на некоја седница, како и се што правите што доаѓа од опозицијата, и таа точка можеби никогаш нема да биде разгледана. Ама затоа ваквите кандидати, стручни соработници од судови, ќе ги ставаме во Совет на јавни обвинители, затоа што ќе ги исполнуваат барањата на Артан и на Ковачевски. Благодарам. Има збор Ана Лашковска, повелете.